А во продолжение сакам да се поврземе со нашата колешка во Штип, Александра Ристевска, која што ќе разговара со Марија Николич, директорка на Средното училиште Јане Сандански во тој град, по повод 69 години одбележување од постоењето на Средното медицинско училиште. Александра, добро утро и верувам дека ќе имате убав, инспиративен разговор со говорничката и дека ќе кажеме многу детали за сето она што ќе се случува по повод одбележувањето на училиштето. Така, добро утро ви посакувам од сончевиот Штип на вас во студиото и гледачите кои се пред малите екрани ја следат утринската програма на Алфа телевизија. Како што рековте, наш соговорник ова утро е директорката на Средното медицинско училиште Јане Сандански, Марија Николич. Ово училиште е единственото во источниот регион кое го продуцира всушност идниот здравствен кадар. Токму и на оваа тема ќе поразговараме со господја Николич, бидејќи ово училиште одбележува 69 години од своето постоење. Добро утро, господја Николич, добро дојдовте во емисијата на Алфа телевизија. Добро утро и поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Така, што значи за една образовна институција речиси 7 децении успешно и континуирано работење? 69 години од постоењето, одбележавме претходните 2 дена со пригодни активности. Морам да кажам дека Средното медицинско училиште било и ќе биде расадник на кадарот кој може би најдефицитарен во нашата држава, а тоа се здравствените работници. Овие 2 дена целта беше да покажеме дека здравствените работници не се само луѓе кои помагаат на граѓаните, туку треба да поседуваат и други особини, а тоа е емпатијата, човечноста и солидарноста. Така, во овие неколку денови организиравте и, да кажеме, културни манифестации со кои да кажувате дека, како што рековте, идните здравствени работници ја негуваат и уметничката страна во себе. Организиравте хуманитарна акција, а исто така настапи и музичкиот хор. Хуманитарната акција беше изложување на уметнички дела кои ги имат изработено самите ученици со продажба. Парите ќе бидат наменети за што? Така е, нашите ученици, благодарение на колегите, ги пронајдоа талентите во училиштето и изработија прекрасни уметнички слики. Желбата на учениците е средствата собрани од продажбата да бидат наменети од учениците за учениците, односно за набавка на нагледни средства за сите образовни профили кои ги имаме во нашето училиште. Така, кои нагледни средства ви се најнеопходни и какви профили се имате во училиштето? Во моментот, со оглед на тоа што претходната година покрај здравствената струка ние отворивме и профилот делот лични услуги. Тоа е техничар за козметичка нега и убавина. Сметаме дека тоа што во овој момент ни е најпотребно е токму нагледни средства за овој образовен профил. Инаку ги имаме медицинска сестра, забен техничар, фармацевски техничар, физиотерапевски техничар. Тоа се профилите кои ќе ги запишеме во учебната 2026-2027 година. Тековно во училиштето ги имаме и гинеколошко-акушерска сестра и оваа година завршуваат втората генерација од медицинско-лабораториски санитарен техничар. Така, споменавме козметички техничар, тоа е еден нов профил, што нуди и какви можности им нуди на средношколците? Со оглед на трендот кој го има денес не само кај нас и во светот, еден атрактивен профил кој нуди по завршување на средното образование учениците да можат да продолжат на високообразовните институции, но и да почнат свој собствен бизнис. Сметаме дека како училиште го поседуваме соодветниот кадар и можеме да создадеме идни козметичари, техничари кои ќе се најдат на пазарот на трудот и ќе овозможат развивање и на овој сектор. Така, споменавме дека училиштето Јане Сандански е единственото во источниот регион
која продуцира здравствен кадар, со оглед на тоа и битката за запишување е сериозна. Можам да кажам дека овде се запишуваат речиси најдобрите ученици од источниот регион. Колку ученици годишно се запишуваат? Кај вас и кој е најатрактивниот профил? Согласно конкурсот од Министерството за образование и наука, годишно запишуваме 202 ученика. Тоа е одлична бројка и морам да кажам дека и последните неколку години покрај намалување на бројот на ученици во осмолетките го исполнуваме бројот до крај како најатрактивен профил и натаму е профилот медицинска сестра, но не изостануваат последните 2 години и ученици во профилите фармацевски техничар и забен техничар. Така, можност на учениците кои се запишуваат во училиштето Јанес Андански, освен научниот дел да посетуваат и практична настава, имате склучено договори со многу фармацевски компании, многу болници, одат нашите ученици во Штипската клиничка болница на пракса. Тоа е еден интересен момент со кој она што го научиле можат да го приложат и во пракса. Така е, за сите образовни профили имаме соодветни меморандуми за соработка со компаниите. Тука пред се ни е Клиничка болница Штип, Здравствен дом Штип, но секако и компанијата Зеген за профилот фармацевски техничар и со малите предпријатија во секторот лични услуги кои ги отворија своите врати за да можат од оваа учебна година да ги примаат и учениците од профилот техничар за козметичка нега и убавина. Сметам дека суштината на средното стручно образование е токму таа, практичната настава да се подигне на високо ниво и последните неколку години тоа е и така. Ние сме благодарни на нашите работодавачи кои ги отвараат вратите секојдневно, секако и на колегите од нашето училиште кои се заедно со учениците во рамки на компаниите. Секако би сакала да дојде моментот кога при распишување на огласите, посебно во Клиничка болница Штип, ќе се зајакне таа соработка преку истакнување на најдобрите ученици од училиштето и тие да бидат на приоритетните листи за вработување во Клиничка болница Штип. Сметам дека тоа е и мотивацијата за учениците да можат дел од нив по завршување на средното стручно образование да се вработат. Јас ви благодарам за овој разговор. Се надевам дека одбележувањето на 70 години кој ќе биде јубилеј, ќе имате уште поголема манифестација која исто така ќе ја проследиме како и денеска. Ви благодарам на поканата и присуството во утринската емисија. Така, студио, ово беше разговорот со директорката на Средното медицинско училиште Марија Николик. Ние остануваме овде, продолжуваме со други информации да следиме што ќе се случува денеска низ градот по Дисарот. Ви останете ми во добро здравје и ви посакувам пријатен викенд. Благодарам, Александра, и благодарам и на твојата соговорничка за одличното прикажување на струките и благодарност од сите за постоењето на еден ваков центар која развива млади кои се иднината на нашето општество.